Знаете што ме најмногу фасцинира од вашата изјава овдека? Најчовечка, една од ретко најчовечките изјави што сум ги слушнал од било кој политички фактори. Не би ни бил во политиката воопшто да не се случаја овие работи. Знаете, ме подсети малце како на нашите предци. Некој дедо мој, кој бил миролюбив човек, немал избор да земе пушка и да иде во планина, затоа што све изгубил, све му набаја, морал да бега, морал да се брани. Ние, фала Богу, не мораме да гинеме, ровови да копаме и да се гледаме преку нишен, но можам ли да заклучам дека времево и случувањата во нашево општество ви уклучија аларм дека мора нешто да се стори и дека најдобар начин е преку некакво политичко организирање да го артикулирате она што мислите дека е човечки и рационално? Одлична суштинска забелешка сега дадовте. Огромен дел од нас воопшто политиката не ја сметаат како професија од аспект да се успее таму, бидејќи прво човек треба да успее на терен, во својата професија, како човек, како личност, како татко, како чесен припадник на својот народ. И нашиот заклучок токму е, односно е ист, бидејќи во председателството на Родина се вклучени представници на многу здруженија, на многу движења, со единствена цел што увидовме дека преку невладино дејствување, преку движење и така натаму не играат и не ја растураат енергијата, а македонскиот народ губи. Затоа направивме, да кажеме, една ретроспектива што сме постигнале со тој наш чесен активизам, за да можеме преку невладини и други организации, индивидуален пристап да менуваме. Видовме дека не може да промениме, бидејќи позади нас немаме моќен сојузник, како што, например, тоа што се случи со Соросовата армија, кога беше дел од уривање на уставниот поредок. Ние исклучиво позади нас го имаме нашиот македонски народ и согледавме дека време е да се вклучат тие родолюбиви организации таму каде што е моќта. А моќта е во политиката. И затоа ние, нашата политичка програма Нов македонски пат е единствена суверенистичка програма која што не е базирана на поразениот неолиберализам, него веќе, убаво рековте, се подпираме на идеологијата, на размислата, на акумулираното знаење на нашите предци, бидејќи ние сме имале, иако не сме имале држава, сме имале организирано живење. Но македонците имале и 1000-годишни држави, каде што врз тој концепт денеска се организирани скоро сите држави, каде што се подредени апсолутно по хиерархија и по предодреденост државите од аспекта на благородништво, односно елита, па имаме учителски редови, па имаме духовни редови, па имаме војнички редови кои што го бранат и кои што цел тој комплекс, ако го составиш, добиваш држава, врз кој што денеска се втемелени многу држави. Во тој аспект беше предизвик за нас да креираме партија која ќе биде позитивен пример за македонско организирање без кавги, обединето, и да изнедриме еден автохтон македонски модел. Токму во содржината на програмата, тоа се препознава низ целата нејзина содржина, од социјалните политики па се до реформа на државната администрација, здравството, образованието и така натаму. Ние втемеливме на програмски цели, основни, 30 се на број, каде што јасно секој може да види кои се нашите насоки и врз неа е после надградена целата програма. Ова ме интересира.
Како мислите да бидете поразлични од оние други партии кои викаат декларативно ние сакаме да се разликуваме од двете мејнстрим партии или трите, ДУИ, СДСМ и ВМРО, и се појавија многу мина, час активни, час неактивни, се обидуваат, но некако не им успева да добијат поширока и силна поддршка. Ако ми дозволите една-две реченици, би дал една своја констатација. Најголемиот дел од народот, да ги вклучам сега телефоните, ветете им дека ќе ги вработите кога ќе дојдете на власт, вие ќе имате максимална поддршка. Значи, партиите се перцепираат како организации, институции за вработување, завод за вработување и место каде што се остваруваат своите лукративни идеи, цели и потреби. Како мислите, и тоа трае со децении кај нас, сигурно ќе се сложите со мене, како мислите дека луѓето кои гласаат за партија, а тоа се цврстите партиски гласачки тела, кои се скоро пола милион, да ги разубедите дека подобро за сите, од ја ве разбирам, подобро е за сите нас кога би било така, кога би се идело на често, затоа што целото општество ќе просперира. Но луѓето се себични. Јас си навивам за СДСМ, си навивам за ВМРО, си навивам за ДУИ и ја ќе си имам корис од тоа. Зошто да гласам ја за тебе? Што ме интересира мене за сите? Не можеме сите да бидеме, ти нема да ми правиш вработувања, ти нема да ми даваш тендери, ти нема да ми од тебе немам ја материјална корис. Не те гласам. Како што гледачи вика, фино му се случи на ВМРО што падна. Ја 20 години у ВМРО не ми дадоа работа. Викам, ВМРО ти чекаше да ти даде работа? Па да. И тоа е нормална перцепција на македонскиот народ на работите. Кому ќе се обратите или како или кого ќе преобратите? Знаете ли која сизифовска работа сте се зафатили? Дали имате представата за овој момент психолошки, идеолошки кај македонскиот народ и политиката? Апсолутно сме свесни за тој. Уопште не е тој нов момент и идеал. Ако се вратиме малку поназад од времето пред комунизмот, ние добро знаеме што значи домаќинска фамилија. Добро. Ние знаеме за вредните домаќини, во секој место се знаеле кои се домаќините, кои се рестори куќите. Кога ќе земеш дете од некоја фамилија, прашуваш од чија фамилија е детето. Значи тој принцип на зачувување на вредноста и продолжување на родот стално бил присутен кај нас. Со доаѓањето на политичките системи кои што по мене се вештачки, синтетички, поделени на комунистички, капиталистички, лев и десен, кои во суштина се тука поставени за да се владее одредена територија, континент, планета и така натаму, дојде до кревање на антивредностни системи и вештачки лажни матрици, каде што народот малтене е претворен во роб, каде што клечи дали е тоа пред партијата, комитетот, корпорацијата, неговата вредност е спротивна од таа што е од Бога дадено. Дека тој треба да биде почитуван и од корпорацијата, и од општеството, и од системот, и од сите што има дел од општеството. Ке нас во партијата нема. Нашиот концепт не е вработувањето, дека ние викаме дека оваа партија не нуди никакво вработување, ние нудиме препорот на целото општество, со тоа што ќе направиме деполитизација на општеството и ќе направиме многу поинтересно да биде надвор од политиката и во работниот сегмент продуктивноста, каде што е да креираш и да ствараш, и со тоа да го обезбедиш својот живот, а државата ќе ти биде сервис на тој пат. Либертаријански принцип? Не е либертаријански принцип, тоа е наш автохтон македонски принцип. Значи, служење на сите сталежи на народот, а народот за исто така има обврска да служи на државата. Тоа биле наши системи кои што 1000 години траеле, најдолгите држави се македонски. Дали античка Македонија или она што денеска го викаат... Ај раскажете ми, како ја перцепирате, како тоа функционирало? Бидејќи обично економистите вела, суштината на македонската економија, без оглед овие
што ги гледате произведувачи на сокчиња или железари, тоа е вика гола вода, тоа се глуми, да, големи пари. Но суштината, она што го одржала Македонија, тој е семејниот бизнис. Значи едно семејство се занимава со кацарство, друго со земјоделство, третото произведува некој трет занаетчиски и вика тоа се наследува, се станува есна, се професионализира, иде од генерација на генерација, добро, секој нема да фати, но генерално тоа е суштината. Ме интересира, бидејќи спомнавте со генерации наназад, баш ме интересира како функционирале македонските 1000-годишни држави, кој е тој принцип базичен, вие што викате, дека инстинктивно ние го имаме и може да функционира денеска? Предодреденост на човекот. Тука имаме сталежи, односно тоа се ќе ви го објаснам и преку денешниот пример, за да може полесно да не сватат гледачите. Ние денеска имаме уставен суд, основен суд, кривичен суд и така натаму. Така? Судот е должен на народот, бидејќи е корисник на буџетот, а буџетот се народните пари, бидејќи сите ние, еве јас сега до 6 попладне бев на работа, остварив одреден промет и од тој промет се полни буџетот на Република Македонија. Јас за возврат од тој суд треба да добијам правда. Да, барем како да ти производ. Да. Производ. Толку минимум ти треба. Како што рударот правда и безбедност. Како што рударот произведува руда. И вика, денеска нормата за рудот е толку и толку, бидејќи од таму па после од таа базична суровина се прават други елементи. Добро. Од полицијата и војската треба да добијам безбедност, бидејќи они се корисници на буџетот на Република Македонија. Од политичките партии треба да добијам одбрана на националните интереси и промоција на Македонија надвор и така натаму и така натаму. Од образованието треба да добијам знаење. Од народот треба да добијам почитување на сите овие институции, ако функционираат по тој принцип. Дали ние денеска имаме, бидејќи буџетот е, ја направив една мала анализа, онака блиц, буџетот е негде 3,5 милиарди евра. Ако земеме дека просечно македонско семејство е 4 члено, 500.000 семејства македонски уплаќаат над 6.000 евра годишно за да добијат услуги. Јас кажувам дека не добиваме никакви услуги. Или за тие пари добиваме скоро ништо. Еве денеска земете го примерот со осудениве за случајот Рекет. Добро. Зарем Катица Јанева и Боки 13 се главни во целата таа конструкција и суштина на постоење на СЈО. Или требаше 5 милиарди што ги украла претходната влада на семафор да ги ставиме, да ги вратиме назад, да ги платиме долговите наши и со тоа да започнеме да функционираме во едно нормално општество каде што нашите пари се ефикасни. Ние имаме сега еден многу скап театар, каде што обичните луѓе лежат по затвори, а големите криминалци, кои што еден за друг вела дека по 5 милиарди украле, а негде вкупно со приватизацијата, ако се собере, тоа е негде над 20 милиарди евра, ние во суштина си го плаќаме сопствениот театар и сопствената, што се вели, пропаст. Мора да го промениме начинот на гледање на нештата. Тоа е тој домаќински и автохтон македонски модел, што од секој ќе бараме тоа што го работи да испорача услуга. Мора веќе правдата да зацарува во суд, во уставниот суд. Мора полицијата и војската си ја вршат својата работа безбедност, а не терористички единици и ловички друштва да ја дестабилизираат. Мора политичарите на геополитичката сцена да играат и да се побрзуваат со надоаѓачките евразиски источни сојузи, нормално и со западните суверенистички, да се влезе у таа игра. Ние сега имаме една состојба на тотално отпадништво на комплетниот општествено-политички систем од народот. Пари зимаат, плата зимаат, незаслужена, се сликаат, функционираат тоа уште малку, ама нема уште долго да трае. И се согласувам многу, и тоа длабоко со вас, има една многу проста работа. Знаете, денеска ми нападна, ја искоментирав, не ме интересира колку добиле Катица и
Боки години. Значи, мене како човек ништо не ми значи. Дури и да ги ослободат или да ги казнат, ништо не ми значи. Но ми значи, кај се украдените пари? Дали се вратени? Видејќи у секој најблесав американски филм или серија, прво што ти викаат додека пушат и размислуваат како да ги фат, следија трагата на парите. Ние све следиме, само трагата на парите не ја следиме. Не само у овој случај, секогаш. И затоа кај нас исчезнуваат милиарди и милиарди со децени. И од СДСМ, и од времето на ВМРО, и така натаму. И ние збориме, не знам, Груевски побегнал, овој украл, него осудиле, и така натаму, и така натаму. Ние не следиме трагата на парите. Бидејќи, кога ќе следиш трагата на парите, ти доаѓаш до сите одговори. Кој стои позади, кои се организациите, кои се инволвираните. Па ние овде неофицијално, вие гледам дека сте добро подкован човек за целава оваа ситуација. Мислам, не мораме да ги спомнувам имињата, затоа што нели политички е некоректно заради закон и така натаму. Секој народ, уште 5 имиња у овој момент ќе ви ги напише кои се инволвираните во рекет. А тие не се ни спомнуваат. Едноставно. И се согласувам со вас. И сега ние ќе збориме за гаќите на Катица, за марамите на Боки, ќе збориме Боки кажал Тито, добил 7 години, овој 13 години, Боки 13 години да не добие добро. Не посакувам никому затвор. Ја и Велија кога доби затворска казна. Викам зашто бе затворска казна? Има многу проста работа на запад, мене тоа ми се допаѓа. Зашто јас да го ранам да седи тој учорка и јас да го ранам, да плаќам за него? Остај го таков човек кој е задолжен на сите. Нека работи за минимална плата за преживување и се што има да распродаде, да работи, да заработува, да си врати на државата, да врати на должниците. Што мене ми значи ти ако идеш у затвор? Ништо немам. Не ми е подобрено здравството, не ми се влезени парите во основа. Така. Ја мислам дека ќе ви се приклучам на прв пат у живот. Ако идете со вакви постулати, а гледам немате никаков гр. Не, се шегувам. Мојот прерогатив е да не е овакво, но да не влегувам, но секому да му давам шанса. Ми изгледате како многу честни, како организација, толку честни да дури се секирам дали ќе преживеете. Затоа што ја не сум видел дека нешто здраво и честно преживеело и обстанало на политичката сцена во Македонија. Ваш коментар? Јанко, треба да се погоди моментот. Значи, ние имаме многу примери во историјата каде што сме изиграни во надоаѓачките геополитички промени, веќе го земам примерот со Илинденското востание. Добро знаеме дека преку Софија, која што суштина е германски центар, пред време се крева со остварување на геополитички интереси на Германија, кои што истата Германија денеска ги има на истата територија и применува исти принципи. Гоце Делчев затоа и не сакаше? Не сакаше. И тоа не требаше Илинденско да биде само у еден град, тоа требаше да биде се македонско. Видовме кој се крена. Така е. Никој. Така е. Само но Крушево. тоа се мокни системи кои што на нашиот Балкански полуостров се поставува веќе од крајот на 19-тиот век, средината и крајот на 19-тиот. Ме фасцинира колку биле далековиди, колку биле, како се вика она, малициозно поставувајќи семе кое ќе дава векови и векови. Значи не краткорочно за година-две да ги имаш користа. Кога ги поставувале овие европскиве држави кои ги Тоа се правеле англосаксонски елити кои што денеска се сршта на неолибералниот капитализам и таа проекција за нов светски поредок, која што е тотално темна проекција каде што човекот е уништен. Они ја формираат Грција, нели, ја формираат Бугарија, Албанија е австријски проект и се поставуваат на шаховската табла. Значи, големи сили со огромна моќ, со, да кажем, служби кои што се многу над можностите на еден народ. Гоце Делчев тоа добро го согледал, и наши видни револуционери, но преку германскиот центар, нели, Хабсбурговци, не се тоа
бугарите дека нас не натерале да го кренеме пред време, него тоа се тие моќни центри, го креват Илинденското востание и го пропуштаме оној момент на младотурската револуција, кога Турција се повлекува од Балканот и за да може да поентираме у тие прва втора Балканска војна 13 поделбите, не постои македонскиот елемент, Македонија е поделена. И внимавајте сега, во тие услови, на така поделен и раселен народ, на такви злосторства што уште биле пострашни од за време турско, на такви промени на етничка карта. Се уште имало македонци што не се откажали. И вклучувајќи се во тоа левото крило на ВМРО, социјалистичко, вклучувајќи се во интернационалната комунистичка, успева 34-та година во Москва да го вклучат македонското прашање на меѓународна сцена и 41-ва преку партизанските одреди и 41-ва свасно да направиме држава што е наш вековен стремеж на дел од нашата територија. Значи нема откажување. Затоа сега е суштински важно да го имаме ние сега. Значи не губите надеж во овој народ. Не губиме овој прекрасен народ со. Не, ја викам дека е прекрасен, ама мислам дека одамна е веќе сомелен у машина и дека не е способен да направи исчекор во позитивна смисла, во смисла гледајќи, значи површно ја гледам, го изгуби името, го изгуби знамето, го изгуби јазикот и го изгуби косите цртки ги добивме и така натаму и така натаму. На секое поле губиме и во економија, во се губиме. Едноставно, веќе најавите за поделба на Македонија дека ова е нефункционална држава, каде што секој гледач ќе ви каже не функционира, ова е не ја бидува, си бегаме од овдека, земаме бугарски пасоши, 500.000 иселени и викаш, па чекај, што уште знаци треба дека ова веќе ќе се распадне и нема да постои? Точно е тоа кога го гледаме од страна и површно како јас. Да, точно така се гледа, но подлабоко малку кога ќе гребнеме, кога ќе погледнеме позади завесата која што веќе се кине, таа евроатлантската завеса, која што ни направи, ги превзема левата и десната опција и ни даде, постојано на избори ни дава лажна надеж дека нешто ќе се смени, а во суштина целата конструкција си продолжува по точно утврдени патики на тие нивни геополитички интереси. И за наша среќа, центарот на таа операција, Соединетите Американски држави, денеска е во длабок судар на, ајде така ги кажеме, суверенисти и глобалисти, значи така подобро и народот ги спознава, каде што полека длабоката држава се вади на виделина со целата нејзина темнина. Не е само Македонија таа која што пострадала. Так. Ја ќе ви кажам една информација од Бугарија, мислам дека лани или прехлани нивниот демограф прогласи клинички мртва земја. Толку е негативен растот? Толку е негативен растот. Тоа значи дека имаат многу процент на повеќе умрени одошто родени. Так, а тоа е веќе бела смрт се вика. Бела смрт се вика и дури за да се вратат во состојба на животворен народ треба да вложат многу енергија. Јас сакам секогаш работите ги гледам од горе, излегувајќи од театарот и прво од соседството. Погледнете евроатлантските инсталации на Балканот, какви луѓе држат и позади кого стојат. Погледнете во Бугарија, која Србија, Црна Гора, Македонија, Албанија и така. Претворени сме ние во класични колонии. Нашиот излез и во тој дел е Балкан обединет со еднакви права за сите народи. Обединет Балкан? Да, со еднакви права за сите народи. Балканска унија или Нова Југославија? Не навлегуваме во дали ќе биде унија, дали едноставно да креираме еден заеднички простор каде што сите народи ќе имат еднакви права, слободен проток на идеи, на луѓе, на добра и така натаму. Ние мора да ги согледаме новите геополитички промени на доаѓачката сила од исток.
тука е Кина која што ја купи Пиреја. Солун е поделен, односно сопственици се германци, руси, французи и грци. Будимпешта треба да биде нов центар на идната геополитика. Таа брза рута што е од Атина до Будимпешта поминува низ Македонија, Дунав, Јужна Морава, Вардар пловен и така натаму и така натаму. Имаме прекрасни проекти кои што ако вклучиме прави луѓе на прави места, може Македонија многу брзо да ја вклучат на тој нов колосек од играње политика од 19 век со македонско-бугарски договори, преговори за тоа кој е Гоцек, при тоа Бугарија умира, нели рековме дека имаат бела смрт. Македонија исто не е во ништо подобра позиција во суштина у тој однос. Ние мора да изнедриме нов концепт и нов принцип на представници на народот. Вистински представници на македонскиот, на бугарскиот, на српскиот, на албанскиот, на црногорскиот народ, кои што ќе соработуваат еден со друг за подобрување на состојбите на целиот регион. Ако не ја подобриме состојбата на целиот регион, не можеме ни едно парче само да го издвоиме и да го направиме подобро. Наша обврска е Македонија тоа да го направиме. Наша обврска е целиот слободен македонски кој што работи надвор и креира тука, кој што е тивко мнозинство и бара шанса да дојде до израз, да му даеме простор да се изрази. Верувате ли дека во Македонија постои тивко мнозинство? Постои. Тоа силно се покажа, а гледам дека и председателот на Соединетите држави повторно го повика тоа, вика и покрај се што правите, не заборавете дека тивкото мнозинство е секогаш појако. Тоа е еден нов момент во светската политика, не само кај нас, значи луѓето со семени вредности, луѓето кои не искачаат на протести, луѓето кои не врекаат, не навредуваат ни она што не им се допаѓа, што никогаш не протестирале ни против едни, ни против други и така натаму, одеднаш се разбудија и сватија дека преку гласање можат да направат промена и направија тектонска промена. Онаа промена во Америка не е само во Америка. Таа има тектонски бранови низ цел свет сега, што тивкото мнозинство се крена. Рече, доста е. Токму така. Ако се подсетиме за време на референдумот. Добро. За трите прашања, нели беа за дали сте за членство во Трик прашања. Трик прашања беше тоа. За членство во НАТО и ЕУ со поддршка на Преспа, со прифаќање на Преспанскиот договор. Да. Окупиран медиумски простор 100%, само едната страна форсира дека во Европа е бесплатно здравството, дека името ако го дадеме тука ќе потече млеко, дека животот ќе дојде преубав, дека на ништо понатаму не треба да размислуваме, ќе влеземе во Европска унија и така натаму и така натаму. При тоа дојдоа, иако тоа добро го наплатија, Меркел, Тереза Меј, Курц, мислам дека беше, Столтенберг на НАТО. Значи, видни личности за едно прашање што исклучиво прашање од внатрешен карактер. Воопшто тука не треба да се меша некој од надвор за наши внатрешни прашања. И таква една насилничка кампања беше спроведена, психолошка, кон македонскиот народ, што они беа сигурни дека народот ќе го прифати референдумот и сам ќе се избрише од картата на живи народи, бидејќи ниеден друг субјект не може да избрише народ. Не сме ни избришани. Нашето име е насилно променето. Многу брзо утре, токму преку оваквите движења, партии, суверенистички и така натаму, ние се кренавме суштински ради тоа, значи да ја вратиме честа и достоинството. Нас прв и основен чекор ни враќање на името Република Македонија и сето тоа што ни одземено и што ни припаѓа природно. Таму првпат се насети дека има огромна маса на луѓе кои што не ги пратеше двете главни политички партии. Ако се сеќавате,
Мицковски мислам дека теку 12 повика да не се излегува, откако виде дека процентите на излезност се многу ниски. Тоа кажува дека во народот постои огромно знаење и мудрост и дека он знае многу добро да процени утре задутре и да направи промената. Обврска, значи, на сите здравомислички луѓе. Сега е тој момент да се обединиме, да ги завземеме местата што природно ни припаѓаат. Имаме ние многу умни македонци, кои што се анонимни, кои што сега овој криминоген систем на себе повеќе народ, тоа му е јасно, ги isfrли сите умни, способни македонци на периферијата. Потенцијалот македонски е целосно на периферијата и раселен на 4 страни на светот. Западот веќе нема да биде интересен за како дестинација, бидејќи мислам дека таа карма што ја влече историска од колонизација, инквизиција, фашизам, робовладетелство и така натаму. Значи, сето тоа што Западот го предизвика за остатокот на светот, секој му се врати дома. Не му посакувам немири, но природата на нештата кажува дека Западот полека ќе иде во безредие и хаос и живееме веќе во постзападен свет. Постзападниот свет е шанса за македонецот. Ние имаме многу, нашата култура стално била ориентирана према истокот, нашиот ум, нашата цивилизација, првиот евразиец е Александар Македонски, кој што ги обединил тие култури. Ние имаме толку многу историски адути со истокот да се поврземе, да просто несватливо е зашто тоа до сега не е направено. Интересен поглед дадовте, морам да признам. Да се вратиме на реал политиката. Не очекуваат избори. Кажете ми, како родина, како структура, ќе се, како партија, рековте дека прилично сте неформални за разлика од другите партии, како ќе настапите на овие избори и дали ќе настапите на овие избори? Да, ја би сакал една хронологија на настаните да направам, затоа малку ќе се послужам и со сосема слободно. Да, за да дадам точни информации. Значи, ние како партија се регистрирахме на 30 март 2020 година. Изборите беа распишани на 16 февруари. Рокот на поднесување на листи беше 12 март, значи ние скоро 18 дена после тој рок се регистрирахме, иако имавме одредени активности, ќе бидам искрен, за обединување на, условно кажано, тој трет пат што е, за да можеме да, бидејќи овој модел на избори со количници, малите партии ги става во подредена позиција, они можат да имат и до 50.000 гласови, да немат ни еден представник, така е направен система за да имаме еднопартизам, односно две партии. И тоа беше услов само ако изборите се одржат на 12 април. Но изборите не се одржаа на 12 април. Deus ex machina. Така, се пореметија сите изборни датуми и ние, користејќи го член 12, значи да, кој што вели од денот на распишувањето на избори до денот на одржување на избори, не може да помине повеќе од 90 дена, ниту помалку од 70 дена. Добро. Сакавме да покажеме дека комплетно изборниот процес треба да се врати од почеток, бидејќи се нарушени сите тие датуми. Но тоа не помина. Тоа не помина. Имавме официјално обраќање до Уставниот суд, до ДИК, се извинувам, заведен под архивски број. Сега може и тука се види дека се обратила родина до... Добро. Дека се обратила до Држете го стабилно само? Да. И упативте барање за иницијатива за преиспитување на... Не, упативме барање за учество на изборите.
Аха. Бидејќи изборите сега се со нови датуми, имаме нов политички субјект, имаме исто така граѓани кои што имаат право на глас, значи нови граѓани, но имаат и право да бидат бирани. Тоа е уставно загарантирано право. Така, се гледа тука и архивскиот број. Благодарам. Тоа барање го упативме и за жал не добивме одговор во некој рок. Наш представник појде до ДИК за да добиеме информација зашто не се одговара на тоа наше службено барање, бидејќи ние сме регистриран политички субјект. Да. Добивме еден игнорантски однос и еден сулопарен одговор, како да е ДИК приватна некоја институција, дека нови избори нема да учествувате, на следните ќе учествувате. Образложение? Нема образложение. Нема. За жал, официјално образложение нема. И при тоа не само дел од изборниот законник е нарушен, туку и самиот устав со прекинот на вонредната состојба, актите на владата исто треба да се прекинат. Се неважички, значи целиот изборен процес е направена една таква хаварија и за нас е чудно како нема никаква реакција од општествено-политички систем. Плюс ако нова го додадеме психозата на пандемијата, односно пандемијата, епидемијата со вирусот, ние воопшто немаме предуслови за фер и демократски избори. Од терени пристигаат информација дека во условите на полициски час, тоа имаше, мислам, и опозицијата, условно кажано, таква информација, дека се дели социјална помош по точно утврдени списоци. Значи, веќе се работи конкретно на терен, како што се работеше и на минатите избори, каде што имаме информација дека цената на еден глас достигнува и до 100 евра. Значи, имаме сега купување на гласачко тело на социјално загрозени граѓани и креирање повторно на крајно нелегитимни избори со цел да продолжи оваа агонија уште од времето на уривање на Република Македонија и инсталирање на неуставната Северна. Наше, како политичка партија и како општествено одговорна организација, да укажеме на аномалиите и на прекршувањето на законот и уставот. Иако ние јавно кажуваме дека не го признаваме нелегитимниот избран председател на собранието Ала Џафери, кој што очигледно беше избран надвор од собраниска седница. Нас не ни треба уставен суд за да ни кажува дали е легитимно или не е легитимно. Имаме своји очи, свој ум и јасно видовме на кој начин е он избор. Втор човек на држава не сме ни во сон така да биде избран, но нашата битка мора да продолжи и понатаму за да покажуваме дека овој систем е целосно отпаднат од тоа што треба да значи вистинска народна демократија. Значи целиот систем да служи најблиску до волјата на граѓаните, значи да отсликува таа волја на граѓани. Ние денеска тотално е отпаднато тоа. Продолжуваме на тој пат, нашата борба продолжува. Ова обраќање ќе го доставиме до меѓународни организации, амбасадите. Така, паметно. Да, амбасадите. Дека сте неправедно и нечесно одбиени да учествувате на овие избори. Така и уште два субјекти дознавме дека поднале такво барање и се одбиени. Значи најверојатно уште две нови партии у меѓувреме се регистрирале. Не го знаеме точно име, но од разговорите тоа го дознавме во дека. Добро, ова е што се вика, нема ништо подобро и нормална појава е дека и пред сами избори се појавуваат политички субјекти, но се надевавте ли на ваков исход? Бевте ли убедени дека ќе идете на избори и има ли разочарување кај вас? Не сте голема партија, во зачеток сте неколку здруженија, но сепак ете неколку илјади граѓани се на ваша страна. Има ли разочарување? Креваат ли раце? Што понатаму? Не, апсолутно нема никакво разочарување. Ние го очекувавте ова? Да. Да, апсолутно го очекуваме. Јас стварно не можам да наслутам што име
одговорот, еве, ако некоја ќе ги притисне некоја, ако паметно играте и на прави места пратите мейлови, што се вика, по автоматизам они одговараат, затоа што таква е западната политичка структура. Они одговараат на секој мейл, што се вика, издржано на... Но ме интересира, што ќе биде оправданието? Немаше образец G4 или што ти ја знам, ама се ја карикирам, ќе ти речам, немаш образец, знаеш, не идеш. Вие сте добиле сувопарен одговор, еве... Не, тоа е усмен одговор го добивме. Усмен одговор. Немате писмен одговор? Немаме писмен одговор. Во праксата мислам дека недобивање одговор по одредено прашање во рок од 3 дена ли е, значи потврда дека се прифаќа вашето барање. Во овој случај тоа е кажано дека вие немате право на овие избори да излезете. Вие ги излезете на наредните избори. Усмено. Усмено е тоа кажано. Не, ја повторувам, знам убаво, него го... усмено. Значи, ова ми... Монти Пајтоновски, она, која доаѓа на шал... Абе, вика, Папагалов мртов. Не е мртов Папагалов, жив е Папагалов. Сега ние по втор пат ќе се обратиме, тогаш до сите институции уште еднаш, и тоа ќе иде на меѓународна сцена. Браво. Значи, основна цел не е Зошто ве одбија по вас, еве, вака? Што си шпекулирате? Што е муаветот? Самоволие нечие... Писмено не одговорија, бидејќи мислам дека во иднина тоа ќе предизвика кривично дело. Нарушување на изборниот процес е тешко кривично дело. Аха. И молкот сега, кога некој молчи, сега таму може и покоматна одговорност сега да си има вакво, да си сноси последици. Добро кажано. Но некој таму, најверојатно техничко лице, да ја сноси таа одговорност, да не се свати дека ова е наша желба за власт. Воопшто не ни е мотивот у ваква ситуација власт. Ние само сакаме да го разобличиме овој антинароден систем, кој што подолго време го притиска нашиот народ, одзимајќи му тоа што никој ни во сон не сме да му го одземе. Ние само го разобличуваме, а нашето време ние знаеме дека доправа доаѓа и времето на сите други нови организации кои што се надвор од овој систем. Мораме у таа насока ние да покажеме дека сме играч на сцената и дека сме на страна на народот и нема да дозволиме повеќе кршење на неговите основни човекови права. Ако добро се сеќавате, сите ние бевме и се уште сме загрижени за здравието на граѓаните. Ели? Заев рече 5 јули избори, ние рековме, односно политичката сцена вели, ние сме загрижени за здравието на граѓаните и нема услови за избори, за кое што ние се согласуваме. Во услови на епидемија, на страв, на паника, на сето ова што е креирано, на вистина нема услови на избори, затоа што фокусот на граѓаните е на сосема друго место. И ќе има многу ниска излезност, исто така, бидејќи тој страв човек никогаш не би влегол во ризик на избори, каде што у суштина прашање дали има избор. Зашто он да си го загрози здравието? А тоа па му одговара на Заев, кој што е спремен, кој што кешот е пуштен на земја, поделен и така натаму. Што е разликата? Загрижени сме на 5, 10 дена на 15. Воопшто, тоа е лицемерие. Тоа е лицемерие. Значи, ние мораме да ги нормализираме сите услови во општеството и таму негде на есен, здравје Боже, ако биде све како што треба, ако изнајдиме нормален начин на функционирање на сите сегменти и конкретно заканата од вирусот кој што е со нас од почетокот на постоење на човекот, еден нормален однос, еден сосема стручен, научен пристап, да го нормализираме општеството и после да отидеме на едни демократски избори. Демократски избори, значи, одамна се нема случано, бидејќи во меѓусебните обвинувања гледаме дека они постојано штелувале нешто, постојано полнеле нешто, постојано пари делеле, де овие делеле, де тие делеле. Тоа воопшто не е одлика на една демократска држава, која што... Ја стално погледнувам часовник, си велам, у кој век живееме? Дали некоја мрачно доба или сме 2020 година? Ја дури се
штреснувам онака затоа што бидејќи го 2020 година и јас стареам, а мислам дека се уште Велите ли дека тоа тивко мнозинство го има повеќе од што партиските нели она Да, партиското тело, гласачко тело? го има, Јанко. Ама никако да се мотивира да излезе. Што им викате сега? Еве, вие не сте. Да излезат или да не излезат? Вчера баш имав интервју, разговаравме за тоа. Тој мој став уште од 103 на времето. Мене, мојата најголема фобија е некој да го злоупотреби моето гласачко ливче. И попрво ќе излезам, ќе го направам неважечко, одошто било кој да го злоупотреби за било што. Неблагодарно е јас да давам совети, Не совети, ваше мислење. мислење. Знам дека е неблагодарно, неќам да ве влечам на тенок лед, но Не, ако имате не. став, би било интересно Мојот- да се чуе. Значи, мојот став е човек слободно да размислува, да си донесува сам одлуки Ама и да земе одговорност и за да своите. земе одговорност за своите одлуки, значи без некој да му натура ова или тоа што да прави. Значи, што повеќе разбудени единки имаме и што повеќе свесни единки имаме, така општеството ќе ни се качува. Многу погрешен е пристапот дека појавата на нови организации е гарант дека ќе се промени општеството. Не. Појавата на освестени единки, количината на освестени единки во општеството кој што излегува од овој систем кој што е ригиден и кој што има вештачка поделба на леви и десни, ни дава услови за многу подобро општество и промени суштински во општеството. Нас не ни требат козметички промени во општеството. Знаете, ве пуштам саат време, обично, ја не сум, како да кажем, зборле сум, ама и влегувам во збор, ама не сум нападен да им го спротиставам ставот на гостите, но во час-два разговор обично го гледам штофот, материјалот од кој сте составени. Значи, вечерва прв пат се видовме, прв пат ве гледам, немам никаква агенда за или против. Можам да кажам дека многу ме интересираше дали колку е силна вашата онаа декларативна агенда. Знаете, многу политичари дошле овдека и говорат како мис на светот. Ја сакам мир во светот и храна за гладните. И сите тоа декларативно го зборат и така натаму и ништо не се менува. Имам некое предчувство, не знам кои све луѓе, тоа многу ќе ви зависи, кои луѓе се меѓу вас. Рековте ги испофаливте вашите колеги. Не ги знам, очигледно ќе ви треба некои така луѓе имиња или презимиња или професии кои ќе вртат внимание за да се заинтересираат за вашата програма. Кај може да се прочита вашата програма, кај може човек да ве следи? Нашата програма целосно е објавена на интернет страната www.rodina.org.mk, Одлично. на нашата Facebook страна. Така. Имаме YouTube канал каде што имаме една скромна видео презентација на нашата програма, видео. Правиме напори вака преку медиуми да ја презентираме јавно. Има интерес, ве канат, имате пристап? Замислете, еве сега ќе ви кажам една информација. Иако сите објави на Родина се доставуваат до сите мали, големи медиуми, национални медиуми, само неколку мали портали ги имаат објавено, додека медиумите за кои што плаќаме и од наш джеп, кои што имаат национална концесија, немаат пренесено ниту една информација за регистриран нов политички субјект и неговите размисли. Нас ни е јасно, овој систем, односно глобален систем кренат од евроатлантистите, е кула од карти. Само да се дувне со една здрава мисла, таа паѓа. Нивниот кредибилитет е еднаков на нула. И за да го одржат, нив им треба едноумие. И сега новие простори си имаат одличен концепт, бидејќи од комунистичко едноумие влеговме во евроатлантско едноумие и одлично свето функционира со тоа искуство. Бриселско. Бризелско. Белград го заменивме со Брисел, се согласувам. Со Брисел, да. А никогаш не го заменивме со Скопје. Да, Скопје, тоа е нашиот центар. Не Со Македонија. Со Македонија, тоа е нашиот центар. Ние секогаш сме биле таков народ кој што бил отворен према... Што детектирате овој народ? Што повеќе го боли? Економија
сиромаштијата или националните предавства, името, знамето? Јанко све го боли. Го боли. Имаме еден погрешен... Има ли шанса да се врати името? Има, апсолутно. Ти би бил храбар да го вратиш? Кога би бил фактор, може да подпишеш такво нешто? Мене ми е на сите нас е обврска да го вратим името. А ако ве притиснат руси, американци, европејци, ви речат немој, ќе ви направиме белја во државата, деца ќе ви страдаат. Ние ме Ќе те уценам таму у фирмата, не знам, ова си правил, си сркал сокови, а си требал супа. Ние имаме ум, квалитет и знаење, добро ја разбираме геополитиката и може да ја вклопиме Македонија во новите геополитички интереси за да го вратиме името на Без да се испокараме со цел свет? Со Германија, еве, например, бидејќи ја спомна дека Германија може би беше најголемиот туркач на тој проект, а очигледно како што го разбра и историски, тоа и не е од вчера. Не од вчера, секако. Не е тоа од вчера што го прави Германија овде во регионот, па и со нас. Видите, и таа сила кога ќе виде домашен организиран субјект кој што креира и работи и има единки со кој што не може така да постапува, ќе го смени тој однос. Погледнете каков поданички однос имаат сите наши политички партии. Кивна калено, не знаеа датум, кивна горе калено, 15 јули идеме на избори. Луѓе, нели сме загрижени за здравјето на граѓаните? Све им падна у вода. Морам овој момент исто многу е битен. Дали граѓаните повеќе се загрижени за економијата или за името? Поврзано е, Јанко. Зошто? Како? Објаснете. Па затоа што не можеш економија да имаш во држава без дигнитет, без чест, без морал, без име и така натаму. Не можеш да удараш темели на куќе во депонија. Зар можеме во Дризла сега да јудриме темелите и да кажеме ние сега ќе кренеме една преубава куќа и горе ќе ставиме сончеви колектори и ќе се сунчаме. Не може. Не можеш. Да. Све тргнува од достоинственото однесување во сите сегменти од општеството. Во економијата исто имате достоинство. Не знам сега дали секако го знаете тоа. Ако е за така ќе правиме робовладетелство. Така, најефикасна економија, бесплатна работна сила, ќе поробиме луѓе. Да. Се согласувам, да. Ама какво е достоинството и за тебе и за тие? Знаете, порано еснав од што е. Да. Договори беа усмени, не беа писмени. Зборот тежеше. Тежеше. Денеска имаме договори заведени на нотар кои што не се почитува. Не се почитува. Имате хаос, без чест, без морал, фирми, партиски, во економскиот систем, кои што загрозуваат... Систем не функционира. Правниот и економскиот не функционираат. Финанскиот систем, судскиот систем, безбедноста. Ама се тоа почнува од правниот систем. Сите они се зависни. Кога ти не можеш да си наплатиш, кога ти не можеш да си тој што ти украл, да биде осуден и фатен, ти не може да просперираш економски. Значи, не функционира правниот систем. Сега ќе ви кажам еден пример, не спомнуваме име, затоа што коректноста треба да извира од нас. Еден олигарх во минатиот систем, кој што имаше преку 100 регистрирани фирми. Вау. Да, во разни области, на кој што на 99 фирми должеше на домашни фирми, фамилиарни фирми кои што работат од утро до мрак, а на една фирма го префрлаше целото богатство. Каков е тој економски систем? Па ние сме у континуиран феудален однос внатре во економијата, каде што партијата ти ги диктира економските процеси, а креативноста е пригушена со партиски чиновници кои што било кој време може да дојдат на врата и фирмата ти ја казнат и затворат. Иако ти редовно си плаќал придонеси и даноци. Па кај е тој повратен однос на држава, општина и фирма? Па зар вие сте сопственици на општината и државата, вие сте сервис, затоа што од нашата под вие зимате пари и треба да створите услови. Конкретно на 7 на 8 километри од центарот на Скопје има фирми кои што се уште навистина не знаев дека е ваква ситуацијата со вас. Ја ви реков дека намерно не се информирам, за што е можно повеќе вие да ме информирате, а така и јавноста.
Искрено очекував дека ќе збориме за изборни единици, со која програма ќе настапите. Не знаев дека сте вака. Не баре Тито е на чело на изборна комисија, па одлучува ти може, ти не може. Со 200.000 подписи не е доволно за референдум, не се. Но ме радува што и покрај фактот дека нема да идете на овие избори, не се откажувате, ќе делувате политички и ќе ја чекате следната шанса, која ама никако не може. Само ве молам, направите голема халабука во меѓународ. Оваа власт, овие институции, оваа бирократија не почитува глас на македонски народ, но кога ќе се јави некоја амбасада, нив нозете им се сечат. Значи, ако можете вие институционално така да дигнете таа джева по институции, амбасади, па дури и оние кои ги перцепираме како најмалициозни спрема ова општество и овој народ и оваа држава, и они по автоматизам на нивната демократија мораат да изреагираат. Мое, значи, кревајте колку можете институционална, политичка и она со допишување, они мораат да изреагираат. И секако нивните сигурно ќе се најде некоја лаверита, ќе се најде некој блиц, ќе се најде некој индепендент кој ќе објави за овие работи. Сваќаш, ни вика, ќе им идете нормално, нели? Ни викате демократија, еве демократија, гледате што се случува. Па помогнете, ако сакате стварно да помогнете, објавете за вакви работи, за да помогнете на демократијата во земјата. Јанко, значи ние не остапуваме од тој правец од аспект на вистина, чест, морал, постојано действие во насока на суштински промени во нашето општество. Ние уште утре тој допис ќе го доставиме до меѓународните инстанции и ќе информираме јавноста. Ние ќе единствено за тој пат сме се кренале за да бидеме тоа денеска во политиката, а не за некои сосема други лукративни. Господине Славјански, имате простор овдека во оваа телевизија, во оваа емисија, кога сакате. Слободно контактирајте ме, не ме чекајте повторно да ве поканам. Значи, сега јавно го кажувам, се додека имате вакви силни патриотски чувства, а истовремено не настапувате ретроградно како лумпен пролетаријат или лумпен патриотизам, кај мене сте добре дојдени, затоа што ми беше пријатно да ги слушам, може и другите ваши членови, може и повеќе да дојдете, и имам добро чувство за вас. Ке ви биде тежок и макотрпен патот, ја колку толку ќе се обидам да ви помогнам јавноста да ги слушне вашите ставови. Ви благодарам многу, ова е една огромна помош, значи секако и оној новинарски оддел има една своја, да кажем, обврска према општеството, не од аспект само да не промовира, него од аспект да ја шири вистината за состојбите во општеството, и само така заедно кога ќе профункционираме во тие базични, универзални основни вредности на вистина, чест, морал, правда, ќе успееме. Ние сакаме тоа да го предизвикаме во сите сегменти и искрено сме ви благодарни многу што ни остапивте простор за да може да се обратиме пред нашата јавност македонска, пред нашиот народ прекрасен, за да види дека народот конечно ќе има избор суштински да бира и да го менува општеството преку организациите. Директна народна демократија, најдобрите од нас во системот, промена на системот и постојано менување во квалитет и намалување деполитизација на државата, креативноста на индивидуата и така натаму. Имаме нешто заедничко што ќе го чуваме и браниме и ќе ја почитуваме индивидуалноста. Едноставни се тие модели и системи. Ние често велиме сме најголемите левичари од левицата и најголемите десничари од десницата, ами човек постојано ја користи и левицата и десницата, и умот, и раката, и ногата и така натаму за да има движење. А ние стално ќе бидеме на тој пат. Благодарам многу. И благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.